Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Двата најтешки збора. Еден ден мајката го прашала својот син Стефан кои два збора во нашиот јазик се најтешки да се кажат. Стефан размислувал и рекол дека има многу тешки зборови, но не знаел кој од нив се двата најтешки. Може би сине мислеше најмногу на зборовите кои имаат најмногу букви, но моето прашање не се однесува на зборовите со многу букви. Сушност, овие два најтешки збора немаат многу букви. Стефан се повеќе беше заинтересиран да дознае за кои зборови се работи. Размислувал долго време, но не се сетил на ниту еден збор, па затоа ја замолил својата мајка да му каже за кои зборови се работи. Мајката му одговорил дека тоа се зборовите "Јас сгрешив". Мамо, како можеш тоа да го потврдиш? Јас лесно ги изговарам. Еве, јас сгрешив. Стефане, сине, погледни во градината. Со прст му покажала на една слива која била целосно исушена и без листија, а потоа рекла: "Гледаш, ова дрво се исушило. Дали се сеќаваш што ти велев кога со ножот ја сечеше кората од дрвото? Ти велев тоа да не го правиш, затоа што дрвото ќе се исуши, а ти се смееш и продолжи подлабоко да го сечеш." "Да, мамо, се сеќавам." "Добро, виде дека дрвото се исушило. И сега, сине мој, обиди се да ги изговориш оние два најтешки збора." "Но јас не мислев..." "Ете, гледаш?" извикала мајката. "Гледаш колку е тешко да ги изговориш овие зборови?" Стефан ја наведнал својата глава и замолчал. По неколку минути рекол: Јас грешив, мамо. Направив лошо дело. Дали ќе ми простиш што го уништив дрвото?" "Секако, сине, ти простувам кога го согледуваш својот грев и навистина го признаваш. Само запомни дека е подобро и почесно веднаш и слободно да го признаеш сторениот грев, отколку да чекаш самиот да излезе на виделина. Кажи ми сега, што мислиш за овие тешки зборови?" го запрашала мајката сериозно. "Тешки се овие зборови, мамо. Би беше навистина тешко да ги изговорам, но сега чувствувам дека ми е полесно кога сепак ги кажав." Спасението и мирот во Исуса Христа ќе го најдат оние кои ќе придат и понисно ќе ги изговорат зборовите на признавање и покајување. "Јас сгрешив, прости ми." Na 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 Колку тешко беше, Боже, кога не те познава. Какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го од
корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Глас на надежта. Знаеме ли која е функцијата на предниот дел на мозокот? Научивме дека за да се заштитиме од хронични болести, потребно е да живееме здрав начин на живот и тоа во долги години. А за тоа ни е потребно да ги промениме и нашите навики. И тоа лошите навики. Она разбирање што е најдобро да се направи, што да се избегне, да се донесе одлука, да се она потребна одлучност, овие решенија сите да се стават во пракса, сите овие процеси ги врши тој преден дел на мозокот. Затоа е потребно да научиме накратко како функционира нашиот мозок, која е нашата анатомија.
Нервниот систем е составен од милиони нервни клетки. Овде имаме една нервна клетка. Значи, нервната клетка е изградена од тело, во средината се наоѓа јадро и бројни продолжетоци кои се нарекуваат дендрити. Овој најдолгиот продолжеток се нарекува аксон. Значи, дендритите се продолжетоци кои што примаат информации, добиваат информации од другите клетки, а пак аксонот, тој носи пораки до други клетки. Повеќе вакви аксони формираат снопче, наречен нерв. Тоа е во кратко за анатомијата. Како функционира мозокот? Која е физиологијата? Местото каде што се соединуваат две нервни клетки, ако е ова продолжеток од една нервна клетка, ова продолжеток од друга нервна клетка, и местото каде што тие комуницираат една со друга, се нарекува синапса. Овде се праќаат информации или нервни импулси. Тие електрични импулси ослободуваат хемиски материи наречени невротрансмитери. Мали меурчиња, гледате овде има мали меурчиња во крајниот дел на едниот неврон, се ослободуваат и тие се полни со невротрансмитери и се пренесуваат на другиот неврон, од другата страна, и се примени од страна на приматели рецептори, и на тој начин се поврзуваат и се пренесуваат нервните импулси, а овие невротрансмитери ќе видиме каква функција имаат. Невротрансмитери може да бидат аминокиселини, како што се глутамат и аспартат, хормони како мелатонин, инсулин и окситоцин, гасови, азотен и аглероден моноксид, а најчесто произведувани во мозокот се ацетилхолин, серотонин, аденозин и допамин. Овие се многу тешки имиња, може за памтење, меѓутоа имаат многу важна функција во организмот. Како што се овие природни невротрансмитери, постојат и вештачки невротрансмитери. И сега внимавајте кои се тие вештачки невротрансмитери. Седативи, хипнотици, лекови против алергија, астма, настинка, висок крвен притисок. Сите овие лекови имаат дејство на невротрансмитери. Значи, сите овие лекови на некој начин знаат да делуваат на мозокот. Значи, лекови, дали легални или нелегални, и храната содржат субстанции кои се или невротрансмитери или работат заедно со нив. Во природата исто така постојат субстанции кои што влијаат на овие синапси, ги стимулираат или ги потиснуваат или ги претворат во физиолошки функции. Ова може да доведе до една контраверзна реакција. Чувство на благосостојба, поспаност, намалена чувствителност на болка, аритмија, халуцинации, психози, промена на личноста, конвулзии и смрт. Значи, овие вештачки невротрансмитери може да го предизвикаат ова. Нервниот систем е склон да се навикнува многу лесно и да се привикнува кон овие невообичаени материи и знаат да доведат до зависност. Што се навики, а што се инстинкти? Еден процес кој што почесто се повторува води до создавање на така наречени патеки во мозокот, кои потоа почнуваат лесно да се користат и тоа без свест и без размислување или одлучување. Тие се нарекуваат навики. Значи, нешто што го повторуваме секојдневно, веќе си формира своја патека во мозокот. Така постојат добри навики и лоши навики. Добрите навики знаат да ја поштедат нашата енергија и да ни го спасат понекогаш и животот, а лошите навики се деструктивни. Тие се пречка за нашето здравје и среќа. Додека па инстинктите, тие се веќе вродени навики. Тие постојат во нас, вградени се во генетскиот код и тие се оние кои што определуваат како ќе реагира нашиот организам. А пак сложените навики, тие се формирани од низа неврони со многу синапси. Тие се уште покомплицирани. Кога еднаш навиките ќе се формираат, тие стануваат многу комплицирани за промени, бидејќи рековме дека тие патишта во мозокот се изградени. Библијата прашува: може ли етиопјанин да ја промени својата кожа или леопард неговите дамки? Тогаш како можете да правите добро вие кои сте се научиле да правите зло? Значи, самиот писател знае дека е многу тешко да се промене нешто што веќе сме го научиле. Затоа е потребно постојано да градиме нови, ама добри навики. Старите ќе останат пасивни и може да се разбудат само ако има посебни околности кои што ќе ги предизвикаат. Например, човек кој што веќе еднаш научил да пие алкохол, а потоа престанал, лесно може да се врати на старата навика ако само вкуси и капка алкохол. Оние што се вратиле
на алкохолот знаат како изгледа тоа. Библијата вели: зашто не знам што правам, бидејќи не го вршам она што го сакам, но она што го мразам, тоа го правам. Така рекол апостол Павле. Тој бил свесен за тоа колку е тешко да се воспостави една добра навика. Меѓутоа знаел и дека има некој кој што го штити и кој му помага, и затоа истиот писател рекол: за се имам сила преку оној кој ме подкрепува. Затоа, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Значи, со Исуса можеме и да се промениме. Што треба да направиме? Како да ги промениме нашите стари навики? Прво треба да го анализираме нашето однесување, да видиме кои се оние фактори кои што влијаат врз нашето однесување. И треба да ги избегнуваме. Кога веќе ќе ги научиме факторите, оние негативни кои што влијаат врз нас, треба да ги избегнеме. Да не се занимаваме со повеќе од 1 до 2 навики одеднаш, затоа што на тој начин ќе ја зачуваме нашата енергија и нема да ја распраснуваме на повеќе навики. Да ја користиме правилно и силата на волјата. Ако еден напор пропадне, значи еднаш се обидиме, а не успееме, ние сме ја загубиле само битката, но не и војната. Затоа треба да ја продолжиме борбата. Потребно е да ги заменеме старите навики со нови, затоа што треба да се создадат нови патеки. Ви спомнав дека оние стари патеки веќе се длабоко врежани во нашиот мозок и треба да се променат со нови. Направете силен првичен чекор. Навиките се нешто многу силно и со нив треба да се дејствува решително. Помолете го Бог за помош. Лошите навики се само последица на гревот. Само Бог може да ги надмене силите на злото. Живејте избалансирано. Научивме тоа минатите вечери, што значи да живееме избалансирано. Целосно здрав начин на живот и во однос на исхрана, физички вежби, одмор и така натаму. И да ги избегнуваме искушенијата. Едноставно не одете на места каде што ги имате тие искушенија. Не го пикајте прстот нели во устата на лавот. Нашиот мозок е многу осетлив. За разлика од другите системи, мозокот ќе престане да функционира по 5 минути без кислород или ќе претрпи сериозни трајни оштетувања. Истото се случува и кога е заморен. Физички или ментално уморен човек тешко може да размислува трезвено и речиси нема моќ да донесува правилни одлуки, ниту пак има волја да дејствува. Еве кои се функциите на предниот дел, она што беше нашиот наслов на темата. Дејствува на моралните карактеристики кај човекот. Точна проценка, наоѓање на решение, сила на волја, самоконтрола. Всушност тука се оние вишите центри кои што ги контролираат свесните активности на човечкиот организам. А од што се оштетува? Се оштетува од ограничен кислород, затоа е потребно, кажавме, нели, да ги проветруваме нашите простори, почесто да излегуваме на воздух. Прејадување, значи прејадувањето не е добро, заморот, алкохолот, дрогата, некои одредени упатства, телевизија и музика. За телевизија и музика во други прилики сега нема да спомнеме ништо. Што се случува ако е повреден предниот дел на мозокот? Тука недостасуваат моралните принципи. Се јавува социјален хендикеп, односно губење на љубов кон семејството. Едноставно човекот како е да е безчувствителен. Недостаток на предвидливост, проблеми со логично размислување, недостаток на воздржување, намалена математичка перцепција. И пак се враќаме на алкохолот и колку да не сакаме да го спомнеме, нели некои се осетливи посебно во кавадарци на оваа тема алкохол, меѓутоа еве пак доаѓаме како еден од ризик факторите кои што делуваат на овој преден дел на мозокот, меѓутоа сега ќе го разгледаме од друг аспект. Кој е фармаколошкиот ефект од алкохолот? Значи алкохолот дејствува исто како на некој начин како и другите воопшто лекови фармаколошки. Тој прави една сеопфатна намалена чувствителност. Зошто? Затоа што алкохолот лесно се раствара во цереброспиналната течност. Тоа е течноста каде што плива мозокот и рбетниот мозок. Знаете, кога правим кај некои испитувања се зема од таа цереброспинална течност, па се прави испитување дали има инфекција на мозокот, дали постојат бактерии и така натаму. Предниот дел е првиот кој преминува во состојба на анестезија. Значи, баш тој дел кој што прави само контрола,
кој што функционира во однос на нашите морални карактеристики, баш тој дел прво се откочува. Значи, исто како под анестезија без чувствителност. И оди по надолна парализа, тоа е законот на Джексон. Значи, прво мозочна кора, па мозочни центри, па рбетен мозок и на крај мозочно стебло, каде што се наоѓа центарот за дишење. На таков начин, значи, надолу ги откочува центрите на мозокот алкохолот. И еве ги ефектите. Има 4 фази, од кои првата е намалена координација на движењето и самокритичност. Кога ќе видите еден пијан човек да се тетерави, веќе знаете зошто. Значи, тоа е поради дејството на алкохолот на предниот дел на мозокот. И тоа е во некоја еуфорија, прави повеќе грешки, меѓутоа таа еуфорија не е резултат на стимулација на мозочната активност, затоа што некои мислат дека еве јас сега ќе се напијам, па мојот мозок ќе функционира подобро. Не е тоа така, туку тоа е поради недостаток на контрола во предниот дел на мозокот. Човекот е многу социјално настроен и продолжува да функционира, меѓутоа нели социјално настроен знае тука да се случат и тепачки, инциденти. Ова е фаза на инциденти и катастрофа. Во втората фаза се јавува губење на емоционална контрола, недостаток на координација, ослободување на животински инстинкти. Ова е фазата на злосторство од секаков род. Барем половина од злосторствата што се извршени баш во оваа фаза, и тоа од луѓе кои никогаш не би постапиле на ваков начин ако не би биле под влијание на алкохолот. И третата и четвртата фаза. Во третата фаза се јавува сон, несвесност и кома. Четвртата оросена кожа, студенило, несвесно испуштање на фекалии и мокрење, респираторна парализа, затоа што на крајот нели рековме кој дел е зафатен центарот за дишење и на крајот се јавува смрт. И нема повеќе ништо да кажеме за алкохолот, мислам дека ова беше доволно јасно на кој начин делува. Единствено ќе кажеме дека единствен сигурен однос кој алкохолот е целосна абстиненција, целосно воздржување од алкохолот. Како делува кафето? Кафето е најчесто користен пијалок и кај нас. Кафето води зависност затоа што содржи кофеин. И луѓето мислат дека не мислат, туку тие навистина имаат потреба од него затоа што ствара зависност. Кофеинот го има во кафето, во чајот, нели турски чај, какао, гуарана, мате, кола, газирани и енергетски пијалоци и така натаму. Значи, не само во кафето, кофеинот го има и во други пијалоци. Кој е брзиот ефект од кофеинот? Го стимулира централниот нервен систем, го стимулира и срцето, затоа често млади жени од 25 до 30 години доаѓаат на брза помош и вели: докторки, имам тахикардија и јас го чувствувам моето срце дека брзо чука, ама не знам зошто. И кога ќе прашам: а дали сте појадени? Не. Пиевте ли нешто? Да. Што? Кафе. Во 4 саат нели после пладне тие имаат пиено само кафе. Организмот со што работи, од каде е енергија? Значи, делува и на дигестивниот тракт и бубрезите. Кафето го побудува мозокот, создава едно чувство на енергија и благосостојба, без да се обезбеди рекреација и одмор, или зголемена мускулна сила. Значи, некое лажно чувство дека има енергија, а всушност нема ништо. Мозокот е стимулиран со побрз проток на мислата, додека возбудата се смири и проследено е со потиснатост и замор. Значи, на почетокот како возбуденост, а на крајот двојно ја одзима енергијата и затоа човекот е заморен. Има ефекти врз кардиоваскуларните заболувања, врз крвниот притисок, гастричната секреција, значи секреција, лачење на желудечна киселина во желудникот, шеќерот во крвта, значи има влијание врз него, врз холестеролот, се јавува, видете кафето, ако го пиеме кафето, се јавува и рак на мочниот меур и на панкреасот. Многу луѓе не знаат за тоа. Исто така доведува до ментално расстройство, вознемиреност и прави проблеми со спиењето. Еве, бил правен еден експеримент во однос на моторните способности, кога се бараат една деликатна мускулна координација и точна синхронизација, значи бил испитуван еден пајак. Кој бил ефектот на кофеинот врз способноста на пајаците да ги градат своите геометриски обликувани мрежи. Наместо форма на убав круг, се јавило една мрежа со неправилна форма. Гледате горе мрежата со правилна форма, а доле со неправилна форма. Сето тоа е поради дејството на кофеинот врз пајакот. Кога луѓето кои што многу користат кофеин, кај нив се јавува една состојба наречена кофеинизам.
односно се јавува нервоза, раздразливост, вознемиреност, тремор, мускулни спазми или хиперрефлексија се вика, тоа е како грчеви на мускулатурата, несоница, главоболка, респираторна алкалоза и палпитации, тоа е брзо чукање на срцето. И се лачи стомачна киселина, затоа кај оние кои што пијат кафе се јавува пептичен улкус или чир, ерозивен езофагит, исто тоа е како оштетување на слузницата на езофагусот или на хранопроводот, и гастроезофагеален рефлукс, тоа е кога има ослободување на сфинктерот, значи на мускулот стегач меѓу езофагусот, односно хранопроводот и желудникот, и се враќа она стомачна киселина назад во хранопроводот. Кои се други хемиски материи кои што делуваат штетно врз нашиот преден дел на мозокот? Тоа е арахидонската киселина која што се наоѓа во месото, односно во производи од животинско потекло. Ова соединение што прави? Се меша во производството и складирање на ацетилхолинот, кој што е најважен невротрансмитер тесно поврзан со мозочната активност. Значи ацетилхолинот е оној нормален невротрансмитер што функционира, што функционира во мозокот, а на негово место му прави надпревар баш арахидонската киселина. Значи го заменува неговото место и на тој начин делува врз мозочната активност. Намалувањето на ацетилхолинот во мозокот доведува до нарушување на мозочната активност. Во сирењето пак постои една состојка наречена тирамин. Се наоѓа во храна како сирење и вино, значи и во виното постои. Како делува? Делува на нервните завршетоци со ослободување на норепинефрин, кој што е основен фактор која поттикнува телесната реакција на стрес. Значи и сирењето, односно состојката тирамин во сирењето не е добра. Триптаминот, тој предизвикува пак мозочна дистрофија, оштетување на мозокот. Тој е како биогенамин, предизвикува нарушување на личноста, причинител е на кошмарите, така наречени халуциногени ефекти. Се поврзува неговото дејство, значи е исто како дрога. ЛСД и псилоцибин. Значи споредбата негова е со дрога. Ги има во сирењето, во рибата и во колбасите. Што е со шеќерот? Како делува шеќерот врз мозокот? Другите делови на телото, нели освен мозокот, може да ги користат масите, протеините и јаглените хидрати за енергија, но не и мозокот. Зошто? Затоа што тој како енергија ја користи гликозата. Најдобро за тоа е да јадеме овошје. Мозокот има ниво на метаболизам 7,5 пати повисока од просекот за организмот. Значи многу повеќе е активен мозокот, метаболизмот на мозокот, отколку останатите делови на организмот. И иако тој зафаќа 2% од телесната маса, сепак врши околу 15% од вкупниот метаболизам. Значи доста активност. Мозокот нема доволно простор да складира хранливи материи, и затоа мора да користи енергија од организмот, од останатиот дел на организмот. Предниот дел на мозокот има потреба од крв со постојано и адекватно ниво на гликоза. А знаеме дека со она постепено ослободување на гликоза во крвта се предизвикува со користење на оние комплексни јаглени хидрати, например пченицата. Пченицата постепено се разградува, а не одеднаш, а чоколадото ни дава одеднаш енергија и се покачува тоа ниво на шеќер во крвта и ни овозможува моментална зголемена активност, а понатаму двоен замор. Рафинираната храна доведува до брз пораст на шеќерот во крвта, а потоа паѓање под нормалата. Кои се оние јагленохидрати кои што треба да ги користиме? Подобро е да јадете изобилна комплетна комбинација на комплексни јагленохидрати кои што се наоѓа во компир, во ориз, полнозрнест леб и зрнестата храна. Кога се научило за тоа дека мозокот функционира најдобро со помош на јаглени хидрати и шеќери, некои почнаа да го нарекуваат чоколадото како и десертите и сладките како храна за мозокот. Меѓутоа подосна разбираме дека подолга потрошувачка на рафиниран шеќер едноставно не е храна за мозокот, туку токму спротивно делува како отров. И на крајот за дрогите, како делува дрогата на нашиот мозок. Тие психоактивни дроги, па и лековите тука спаѓаат, предизвикуваат прво пријатно чувство, некои сензации кои што ја пополнуваат празнината кај човекот. Има чувство како да се на друг свет, во друга планета, надвор од реалноста.
Ваквите чувства воопшто не се нормални, затоа што човекот го губи контактот со нормалната средина и се држи ненормално. Предозирањето често доведува до кома и смрт. Се оштетува црниот дроб, се оштетува предниот дел на мозокот, се менува социјалното однесување кај луѓето, нели се и понасилни, крадат и така натаму, за да нели дојдат до дрога. Приоритетите во животот се менуваат, нив приоритет им станува само да стигнат до дрога и се концентрираат главно кон неа. И кога ваквото чувство на воздигнување, како да не се во реалниот свет, кога ќе им помине, тогаш страдаат од пропаѓање кое што е придружено со непријатни и физички и ментални симптоми, психички симптоми и на тој начин се ствара зависност. Тоа пропаѓање толку нив им е неподносливо што почнуваат очајно да бараат друга доза за да ги врати во нивното нормално, во нивниот нормален свет. Луѓе кои што остро прекинуваат со вакви дроги имаат склоност кон самоубиства, скокање преку прозорци и ако имаме такви случаи треба да внимаваме на нив затоа што најчесто го прават тоа. Најдобрата превенција од дрога е никогаш да не ја пробате, да не ја допирате и одлучно да ја откажете ако сте во искушение од вашите пријатели. Значи, едноставно да кажеме не. И на крај да заклучиме која е најдобрата храна за мозокот. Житарици, овошје, јаткасти плодови и зеленчук ја градат диетата избрана за нас од нашиот Создател. Оваа храна приготвена по што е можно најлесен и најприроден начин е здрава и хранлива. Таа дава сила, издржливост, виталност на умот кои не може да се постигнат со посложена и стимулативна диета. И на крајот оваа реченица вели: драги млади, ама ние сме сите млади нели во своите очи, никој не сака да остари, затоа јас ќе ви се обратам со истите зборови. Драги млади, каква е нашата цел и нашата задача во животот? Да не ги штедиме нашите сили да ја достигнеме целта. Нашата цел како христијани е да имаме вечен живот.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.